4 месеци поред различна сума пари легнуваат на сметка на штипјанецот Трајче Митев, кој е рударски инженер во пензија. Вели во септември годинава, например, земал пензија во висина од над 22.000 денари. За вчера на сметката да му легнат нешто помалку од 10.000 денари. Вели државата си игра со пензионерите и пресметката на нивните пензии. Овој проблем го има веќе 9 години, но вели разликите од пензија до пензија не биле драстични како сега. Во месец јули 2023 година добив пензија 13.288 денари. Јас сум иначе рударски инженер. Во август 2023 година добив пензија 21.733 денари. Во месец септември добив пензија 22.894 денари и во месец октомври добив, вчера ја зедов пензијата, 9.625 денари. Тука се прекршени сите законски права и сите се покажаа слабости на институциите. Бидејќи вчера ги зедов моите исплати чекови од банката, и еви ги сите оригинали овде, секој месец како е доаѓала пензијата. И се прашувам сега како граѓанин, како пензионер, како еве сме работеле неколку години, некои декади работа, како државата си играе со пензионерите. Односно, сега доаѓа до мисла дека точно е тоа дека Завод за државната ревизија на Република Македонија е во право кога кажува дека пензиско и инвалидско осигурување на Македонија ги се коси со сите норми и закони кои се пропишани со закон, бидејќи немат капацитет да пресметат една пензија и таа пензија да биде како остварено право. Мите вели 2 пати поднел барање за да добие одговор на што се должи ваквата промена во земањето пензија. До денеска децидене одговор од институциите нема. Имав 2 барања, сега и трето дадов. Едното барање беше за 2022 година, се однесуваше, тога добив разлика. Никој нема кој да ви обясни. И често пати се јавувам и телефонски, од тама се јавуваат без никаков одговор. Бев овде во пензиско и инвалидско осигурување, рекол дека сите мои барања се пратени до Скопје. Ја чекам 9 години решавање на тој спор, па не знам во која држава го има ова. Бара одговор од надлежните институции и решавање на проблемот кој му се провлекува речиси една деценија.